токму тоа е најтрагичното, што заробената држава и системската корупција доведува до големи катастрофи и до големи човечки жртви. Не само на што зборевме одземање на основните човекови права, правото на воздух, вода, здравство, вработување, образование. Значи, едноставно се. Да можеш да бидеш граѓанин на светот каков што сакавме ние да бидеме од Македонија, треба да ги имаш сите тие услови обезбедено. И мислам дека тој проблем со системската корупција, со заробената држава. Ние дури доживеавме официјално, формално државата да добие дефиниција заробена држава во извештајот од Европската комисија. И со тоа никој посебно не се занимаваше, никој не се заинтересира да види што е тоа и како ние можеме да ја надминеме оваа состојба. Но што значи заробената држава? Заробената држава значи дека институциите за кои зборуваме се ставени во улога да остваруваат интереси на определени групи и поединци, а не да работат во интерес на граѓаните. И тие групи, поединци, дали се бизнис елити, политички елити, ги држат институциите и државата заробени. И влијаат на се, дури до последното.